Рената 24 Fit прашува колку кафење на ден е дозволено и какво е најдобро. Рената, кафето е за многу луѓе супер извор на антиоксиданси и здравствените бенефиции на кафето ги има многу, освен тоа што е добар, значи добар извор на антиоксиданси, е добар извор и на една киселина што се вика CGA, која што може да влие на апетитот, односно да ти помага да не прегладнуваш и да некако го контролира нивото на шекер во крв, така кажано. Не го контролира, но влијае CGA киселината да немаш големи скокови и падови, при што нема да се јавуваат оние кризи, напади или прегладнувања. Тоа не значи дека цел ден ти ќе гладуваш до ручек и ќе си пиеш кафе и нема никаков проблем, не, туку треба да имаш добра исхрана, а кафето само ќе помогне да тоа е уште по-мазно, народски кажано. 400 мг е количината на кофеин која што се смета дека е во ред. Генерално, за да се претера со кофеинот, треба стварно да претераш со многу кафења. 400 мг во превод во зависност од тоа какво кафе пиеш, би било некаде помеѓу 2 и 4 шолји кафе. Така да се што е во тие граници е одлично и доколку одиш и над тоа, нема да наштети, но прашањето е зошто имаш толкава потреба за кафе. Тоа значи дека нешто во исхраната не чини и дека нивоата на енергија во твојот ден се ниски и ти бараат константно некаков стимул за да го одржиш нивото на енергија. Така да дефинитивно 2 до 4 и искрено многу има научни студии кои што ја сакав да ги позборувам малку околу тоа на што се влијае кафето, али дефинитивно она што може само да биде пречка е генетиката, затоа што кај некои луѓе генетиката може да прави кога пијат кафе да чувствуваат вознемиреност, анксиозност, да тахикардии, да не можат да спијат и слично. Веќе кај тие луѓе треба да бидат предпазливи или да бираат кафења кои што имаат помали нивоа на кофеин, кое е најдобро не би ти кажал, затоа што сепак не сум добар познавач на кафе, али секогаш е добра стратегија да гледаш можеби позади на етикетите, барај ако пишува количина на кофеин, да знаеш дека во текот на денот ќе останеш во тие граници на 400 мг на кафе. Научните студии од друга страна зборуваат и за многу други здравствени бенефити. Има едно испитување научно кое што е правено на преку 400.000 луѓе учествувале во тие истражувања на возраст од 50 до 71 година и има добри показатели за тоа дека влијае позитивно и превентивно за Алцхаймер, за Паркинс, за хронични проблеми со џигерот, односно со црниот дроб, така да дефинитивно кафето има здравствени бенефити, се додека се држиме во тие граници на 400 мг и се додека не е потреба, туку е задоволство.